да зборуваме за македонскиот јазик. Јас сум Марија Лозановска, дипломиран македонист и поранешен професор по македонски јазик. До сега наброевме 10 најчести грешки кои што се појавуваат во македонскиот јазик во темата правопис, кои беа поделени во 2 видеа и сега е време да ви ги набројам последните 5 најчести грешки во истата тема. Меѓутоа, сите знаеме дека бројката на овие појави, односно кај грешењата во македонскиот јазик е многу голема. Сепак, мораше од некаде да се почне, за да си го подобриме јазикот и како што кажав, преку грешењето најмногу се учи. Ова се моите последни 5 најчести грешки во темата правопис. Но пред да ги набројам, би сакала да се претплатите на мојот YouTube канал и на таков начин да бидете секогаш во тек со сите оние содржини кои што ги објавувам во него. Првата најчеста грешка во ова видео е кај оној збор кој што морам да признаам дека и мене знае да ми направи потешкоти. Сработи за поздрав кој што е составен од 2 збора, а тоа е зборот добре дојде. Знае често да се појави ислејано и разделено, меѓутоа како поздрав, како збор кој што го упатуваме на другите, се пишува одвоено. И секогаш придавката се пишува со е, односно добре дојде. Добре дојдовте, добре најдовме се пишуваат одвоено. Пример, добре дојдовте, драги луѓе. На таков начин се користи кога го упатуваме кон останатите, односно во второ лице, еднина и множина. Може да се напише слејано овој збор, меѓутоа само кога има улога на именка, односно на предмет во реченицата. Например, ние им посакавме топло добре дојде на гостите. Втората најчеста грешка ја поврзувам со првата, а тоа е кај вокативната форма, која што морам да кажам дека почнува полека да изумира. Овде би кажала 2 потточки во врска со оваа форма, а тоа е дека во првата потточка името се менува или именката кон која се обраќаме. Например, моето име ќе се измени наместо Марија ќе се измени во Марио. Например, Марио, донеси ми вода. Ова знае да звучи малку набредливо, меѓутоа тоа е правилната форма. И поради таквиот навредлив тон, затоа и многу често не се употребува, дури и како и да не постои. Втората потточка која што сакам да ја кажам во врска со вокативната форма е дека мора да се пишува запирка по името или личноста или предметот кон кого се обраќаме. Доколку не се напише запирката, тогаш може реченицата да си ја измени својата содржина. Например, дете оди в продавница. Ова е вокативна форма кога се става запирка по именката дете. И вториот случај, дете оди в продавница. Тука може да забележиме дека се работи за сосем 2 различни реченици според исказ, затоа што првата реченица е заповедна, а втората е исказна. Во првата му наредуваме или го замолуваме детето да оди в продавница, а во втората реченица веќе се случува действието. Така што, за да немаме несогласување во нашата комуникација, ви препорачувам да ги користите правилата. Третата најчеста грешка е онаа придавка која што сакате најчесто да стои до производот кој што сакате да го купите. А тоа е придавката ефтин. Се пишува со буквата В.
Ова е повторно случај каде што ни се мешаат тие две букви и тие два гласа В и Ф поради поставеноста на согласката до друга согласка. И запомнете, некогаш е подобро да ги имате оние поскапите производи, затоа што на крајот од краиштата само вие ќе ги имате и никој друг. Четвртата најчеста грешка е поврзана со припадноста, односно припадноста на држава и на град. Жителите на државите се пишуваат со голема буква, односно македонка, македонец се пишуваат со голема почетна буква, додека жителите на град се пишуваат со мала почетна буква, односно кичевец, кичевчанец. Ова е еден бонус совет за моите сограѓани кои што знаат да се двоумат како е правилно, дали е кичевец или кичевчанец, и ви упатувам една дозвола дека може слободно да ги користите двата примера, затоа што правописот ни дозволил и двата да може да се користат. И сите останати жители на останатите градови треба да се пишувате со мала почетна буква. И последната петта најчеста грешка, која што е последна и во овој серијал, е поврзана со музиката. Именката пејач се пишува со Ј. И ви препорачувам да ги научите правилно текстовите на вашите омилени пејачи и пејачки. Затоа овој серијал го завршуваме со музички примери, затоа што доколку не знаеме да го пишуваме правилно македонскиот јазик, е исто како да сакаме да испееме песна, меѓутоа фалшираме. Се надевам дека и ова видео ви помогна во подобрувањето на вашиот македонски јазик. Доколку ви се допадна, ставете лайк и споделете го со вашите пријатели. И запомнете, пишувајте на кирилица, почитувајте ги правилата на македонскиот јазик, затоа што само на таков начин ќе го сочуваме.